почитувани, ја следите емисијава на македонски корени со вашите домакини Бети и Јон Треновски. Како што и беше најавено, наш и ваш денешен гостин почитувани е господин Сашо Клековски, политички аналитичар и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, кого во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студијаво на македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со образувањето. Веќе сме тука, се гледаме. Ако не слушате господине Клековски, добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Добро утро во Македонија, добро вечер во Австралија, добро ве најдов во македонски корени. Поздрав до Бети и Јон и до вашите слушатели. Добро ви утро од мене, господине Клековски. Ни причинува задоволство и чест што сте заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат, и се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме нивното внимание. Секако. На почетокот на неделава се одржа Бледскиот стратешки форум, на кој присуствуваше председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, како и премиерите на Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска, Албанија и премиерот на Македонија Димитар Ковачевски. Мишел во неговото обраќање рече дека Европската унија и земјите од Западен Балкан, што значи и Македонија, би требало да бидат подготвени, односно очекува до 2030 година да бидат дел од Европската унија. Овде предлагам да слушнеме дел од неговата изјава, ако немате ништо против. Enlargement is no longer a dream, it's time to move forward. There is still a lot of work to do. It will be difficult, it will be complex, sometimes painful for the future member states and for the EU, but let's be clear. If we want to be credible, I believe, we must talk about timing. We must talk about our homework, and have a suggestion. As we prepare the EU's next strategic agenda, we must set ourselves a clear goal. I believe we must be ready on both sides by 2030 to enlarge. Господине Клековски, ова изјава е сосема спротивна од изјавата на Макрон, кој рече дека Европската унија прво треба да се реформира самата себе, а спротивна е и од изјавата на Европската комисија, која вели дека комисијата не може да поставува рокови, туку тоа се прави според мерит систем. Како гледате на ваквата негова изјава, но и на неговиот предлог за воведување на некаква клаузула за доверба, која би требало да биде потпишана од секоја нова членка на Унијата, за да се обврзи дека нема да ги блокира своите соседи? Дали ваквите негови изјави, барем што се однесува на Македонија, се наменски, сега пред обидот за уставните измени со цел да го скршат отпорот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, или имаат подлабока политичка порака која оди во насока на притисокот на САД и Брисел да го оддалечат Западот од Истокот? Подготвена ли е вистински Македонија со оваа влада, која што е ваква каква што ја имаме, со сите секојдневни скандали поврзани со криминал и корупција, за навистина да влезе во ЕУ во до 2030 година? Кој е вашиот општ заклучок за овој форум, господине Клековски? Добро. Значи, пораката на господин Мишел не беше наменски за Македонија, но секако власта во Македонија се ја употреби таа изјава наменски за публиката во Македонија. Меѓутоа, нашата власт ќе дојде малку подоцна. Ово што го слушаме како контрадикција на изјавите на господинот Мишел и на господинот Макрон е одраз на подлабок суди внатре во Европската унија околу двата блока или двете групи, усlovno да кажам блокот за проширување и блокот за продлабочување на врските во Европската унија. И ова не е од оваа година, не е ни од минатата година, овој суди трае повеќе од 20 години. Блокот за проширување смета дека Европската унија треба да остане економска заедница без силни политички врски, односно со зачуван
суверенитет на земите членки и најистакнат предводник на оваа група беше Велика Британија, која за жал и излезе од Европската унија. Втората група на земји е за продлабочување на Европската унија. Они ја гледат Европската унија како соединети европски држави, ја гледат како федерација со заедничка надворешна политика, со заедничка војска, со заедничка финансиска и монетарна власт. Предводник во оваа група е Франција и до некаде Холандија, односно групата на првите земји членки на Европската унија, првите 5-6 членки. Проблемот со ова поделба дека е и прагматична. Франција се спротивстава на понатамошното проширување, бидејќи смета дека членките, земите со кои би се проширила Европската унија се генерално земји кои имаат проамерикански или прогермански ставови, а немаат профранцуски ставови. Дека со приемот на овие проамерикански држави како Албанија или прогермански или како Македонија или некои други земји да не спомнувам, дека Франција ќе изгуби својата тежина во Европската унија и дека ќе има се помалку влијање на таа Европска унија, дека ќе расте влијанието на Германија, а ќе се создаде еден дисбаланс меѓу двете главни членки, Германија и Франција, и секако дека американците, односно Вашингтон, со новите членки ќе добива уште повеќе влијање. Они како пример секако е користат однесувањето на Полска или на некои други членки кои имаат поблиски надворешно политички односи со Вашингтон, отколку со Брисел или се во постојана кавга со Брисел. И затоа Макрон и Франција пред Макрон, морам да кажам, значи од времето на Саркози, бара прво да се донесат нови правила во Европската унија, која може да вклучува Европска унија во повеќе брзини. Во едната брзина, во најбрзата Европска унија, да влезат членките кои се спремни да направат заедничка војска и заедничка надворешна политика, кои ќе го имаат еврото како валута, а во вториот круг да останат овие суверенистите како Полска и некои други кои немаат намера за сега да учествуваат во една таква федерација, во една подсврста организација. Проблемот е што ваквиот концепт пропадна во Франција. Значи, Европската унија веќе пред 10 години донесе еден начелно устав на Европската унија и за жал на овие групата што е за продлабочување за Соединените европски држави на референдумите во Франција и во Холандија граѓаните го отфрлија таквиот концепт, рекоа дека не се спремни. Значи, сега ние сме заточеници на една желба на француските и други политичари да се направи посилна Европска федерација која би се спротивставила на Вашингтон, на Москва и на Пекинг, меѓутоа од друга страна нивните гласачи, значи француските гласачи не се спремни за една таква трансформација и очекуваат се уште значаен дел од прашањата да се одлучуваат национално во нивната држава. Затоа и пораката на Мишел е дека двете страни би биле требало да бидат спремни до 2030, значи пораката дека и Македонија и другите земји од Западен Балкан би требале да бидат спремни, меѓутоа и Европската унија би требало да биде спремна да оди понатаму. Од моето познавање на состојбите во Брисел, и јас не гледам наскоро момент каде што европските земји би се согласиле да јакнат овластувањата на Брисел, а да ослабнат овластувањата на националните држави. Ние имаме јасни ситуации кај што земји како Полска и Унгарија одбиваат да следат одлуки на Европската унија, дури имаше некои постапки спротив нив, и не гледам како целата Европска унија би се договорила да оди понатаму. Делот овие промени е и не гласањето со консензус, туку гласањето со мнозинство, каде што големите
земји како Франција, Германија нормално би имале повеќе пратеници во Европскиот парламент и со нивната повеќе бројност, условно да кажам, би обезбедувале да бидат заштитени интересите на големите земји. На ваква една промена верувам дека ќе се спротивстават повеќето помали држави, како Малта, Кипар, да не ги набројам, а другите, бидејќи така нивните гласови би биле релативно неважни, условно да кажам, или помалку важни. И во една таква слоеност на ситуацијата, единствено може би војната во Украина да ги енергизира европските држави да постигнат некоја согласност, меѓутоа кога ќе видам дека и за увозот на украинско жито не може да постигнат согласност Европската унија и Полска, Чешка, Словачка, Романија и Бугарија, тогаш викам ако за увозот на украинското жито не може да се согласат, а може да се согласат за извозот на оружје, како ќе се согласат за покомплицирани политики. Оттука јас верувам дека оваа ситуација нема да се разреши до 2030. Ми се чини следната година ќе има избори. Во Европската унија господинот Мишел најверојатно нема веќе да биде политичар или нема да биде на таа функција. Ќе бидат председателите на државите или премиерите на државите членки. И јас не гледам како со избори следната година со оставување на Европска комисија, која само по себе голем проблем, ќе поминат 2 години, дека Европската унија ќе биде спремна да го заврши нивниот дел. Од друга страна, Македонија треба да се го заврши својот дел не е заради Европска унија, туку заради нас, заради граѓаните на Македонија. Мене, оно што најмногу ми смета во политиката во Македонија е употребата на Европска унија како некое волшебно стапче, некое бинго што ќе ни падне, што ќе ни ги реши проблемите. Волшебно стапче нема. Волшебно решение нема. Никој во Брисел, како што претходно никој во Белград, нема да не ги реши проблемите. Ние тука во Македонија и другите македонци, ние мораме да си бараме решение да Македонија е направиме држава каква што сакаме да биде. Кој нас не спречува да правиме реформи без разлика кој е статусот на преговорите со Европска унија. Власта, пораката што испраќа е дека ние сме свои недозреани деца на кои ни треба воспитувачка од Брисел, да не фати за рака и да не воспитува, негира дека ние сме зрели, самостојни, дека можеме самите да направиме држава и реформи какви што треба да има. И мислам дека заради оваа порака за прво да заклучам дека мислам дека е нереално до 2030 Европската унија да се спреми за проширување. Второ мислам дека нашата сегашната власт е неспособна исто така да ги направи работите што се неопходни да се реформира, пред се во полето на владење на право и борба против корупцијата, за да ние видиме. Оно што се случува е дека власта се крие позади Европската унија заради уставните промени и својата неспособност да направи нешто во врска со тоа. Значи не гледам дека они нешто конкретно чинат и работат. Оние во една година во која е усвоен францускиот предлог од нивна страна, повеќе време посветија на договор за Бехтел и Енка, отколку на разговор со Софија и со Брисел да се постигне една добра волја во која може би се создале услови да се откочат процесите. Кога сме кај волшебното стапче, премиерот Димитар Ковачевски од Блед порача дека процесот за уставните измени ќе биде успешен и дека ќе заврши во следните неколку месеци. Како гледате на ваквата негова изјава, но и на изјавата дека 80% од македонските граѓани биле за членство во Европската унија, но и ист толков процент се и против блокадата кои доаѓаат токму од земјите членки на Европската унија? Господине Клековски, како гледате и на изјавата на председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, кој ја даде веднаш после билатералната средба со Ковачевски?
Претходно, дозволете да го чуеме прилогот. Овие блокади доаѓаат од земји членки на ЕУ во бранови, кои што се користат главно за нивната домашна политика, а не за меѓународната сцена. Токму затоа сум охрабрен од прв пат ваква изјава која што ја даде председателот Мишел, дека Европската Унија треба и ќе го валидизира својата добронамерност и својата волја за проширување. Зошто? Затоа што сега зборуваме за проширување. We just had the bilateral meeting with the Prime Minister of North Macedonia. North Macedonia and the EU, we have excellent relationships, and I would like to commend the Prime Minister for his decision to introduce in the Parliament the constitutional amendments. I'm convinced and I'm confident that the future of North Macedonia is within the EU. Господин Клековски, како гледате на овие изјави? Значи, ние прво оптимистички изјави за нашето членство во Европската Унија, не само македонското, зборам за целиот Западен Балкан, слушаме најмалку 20 години од самитот во Солун. Мислам дека од време на време постојано се јавува некој политичар да ни каже дека сега е моментот, дека сега ќе одиме напред. Морам да кажам дека Македонија до пред неколку години, може би се уште во моментот, беше најспремна за членство од сите земји во Западен Балкан. И тоа е така од времето на владата на ВМРО ДПМН. Значи, Европската комисија објавува годувања во кои се споредуваат земјите од Западен Балкан, и ние сме понапред во повеќето параметри пред Црна Гора и Србија. Меѓутоа, ако се дават вакви оптимистички изјави дека час скоро ќе се решат проблемите, да потсетам дека Црна Гора и Србија веќе десетина години преговараат и дека не се членки на Европската Унија. Дори една Црна Гора која е половина милион жители, која не менува ама баш ништо во економијата или политиката на Европската Унија, и не само што не се членки, туку веќе неколку години не се отварат нови поглави, значи преговорите се де факто мртви. Нешто што се случи со Турција, која 30 години преговара, за на крај Европската Унија формално ги прогласи разговорите за мртви. Значи, покрај критиките на состојбите во нашата земја, морам да кажам дека голема вина е во Европската Унија, која залажува дека сака да се прошира, во моментот не е спремна за тоа. И политичари како господинот Мишел, кој следната година нема да биде на таа функција, може без големи обврски да кажува убави сладки изборови за да не мотивира. Од друга страна, на премиерот Ковачевски не му престанува ништо друго, осим да ја повторува мантрата за ЕУ, за успешност на процесите, за промена на уставот. Значи, помина една година од прифаќањето на францускиот предлог. Зошто владата дури сега наводно ќе организира некакви ние сме Европа или не знам како се викаат тоа што го организира, зошто една година не излегува на терен меѓу граѓаните на Македонија и да им објаснат на граѓаните зошто тоа што го договорија со францускиот предлог не е опасно по Македонија. Напротив, они продолжуваат да лажат и ја вреѓаат интелигенцијата на просечниот граѓанин на држава. Еден пример како ја вреѓаат интелигенцијата е дека викна, и они велат, викна еден куп станци да кажуваат дека надвор од договорот Бугарија нема да има нови барања. А нормално Бугарија нема да има нови барања. Сите барања на Бугарија се вклучени во договор. Значи, тоа е игра на зборови која нефер и непријатна ќе носи до нови разочарувања.
да подсетам дека владата на СДСМ и на ДУИ направи една еуфорија околу Преспанскиот договор пред референдумот, каде што, не знам, ке сме се лекувале бесплатно во Европската Унија, чуда се ветува. Проблемот е што после големи ветувања следуваат големи разочарувања. Да не ветуваше толку готово завршеното, авионите веќе не полетани од Брисел, и морам да кажам, еве случајно видов некој исечок на интернет од 95 од Бранко Црвенковски. Сега сме Европа. И после скоро 30 години се уште истата мантра се повтора, сега ние сме Европа или сега сме Европа. И морам да кажам дека ова влада е, како да кажам, е историски неспособна. Значи, ние сме имале лоши влади. Меѓутоа, волку лоша влада, волку неспособна влада, не сме имале во историјата, не зборам за историјата од 91-а, зборам од 44-та навам, од кога имаме наша држава. Волку неспособна влада, со волку грешки, со волку малку резултати, не сме имале. Нив им останува единствено да ги лажат меѓународната заедница, дека они се тие што ќе го испорачаат нештото што 80% од граѓаните се против. И повторно, јас не разбирам, ако они искрено беа за францускиот предлог, зошто повеќе време потроши на Бехтел Јенка, отколку на објаснување што е францускиот предлог и какви ќе бидат последиците. Ама искрено, затоа што јас сметам дека ако се приде искрено и ако на граѓаните им се каже што ќе бидат последиците, дека можеби после 4 години ние самите повторно ќе застанеме, кога бугарите ќе инсистираат Гоце Делчев да биде бугарин, тогаш ја верувам дека никој во Македонија нема да сака да продолжи понатаму, ама искрено да кажа, не да лаже дека ова е последното и повеќе нема. 100 пати ни рекол ова е последното. Последното беше овој договор, оној договор, ајде Охридски, ајде Пржински, ајде Преспански, стално има некои последни работи и испаѓа дека не се последни, и мислам дека тука веќе, и затоа е тој процент на одбивање на францускиот предлог. Затоа што граѓаните им е преку глава да бидат лажани. И владата продолжува да ги лаже граѓаните и да лаже меѓународната заедница. Ковачевски со изјавите дека ќе има уставни промени само ги одлага предвремените избори и се труди уште еден ден, уште една недела, уште еден месец да остане на власт. Така. Како ќе го прокоментирате она што премиерот Ковачевски го направи на панел дискусијата во Блед, кога наместо да се надоврзи на она што го изјави премиерот на Хрватска господинот Пленковиќ, кој застана во одбрана на Македонија, Ковачевски си зборуваше приказни за некаква се средба со македонски келнери кои работеле во Словенија. Ево, пред да го слушнеме вашиот одговор, сакаме да ја слушнеме таа брилјантна изјава на брилјантната приказна на господинот Ковачевски. За билатералните прашања треба да имаме принципиелен став, каде што може да имате билатерални прашања, но ако не се поврзани со преговарачкиот процес, тогаш треба да не се разгледуваат. И мислам дека амблемски е примерот на Северна Македонија. Чекаат 15 години да го решат грчкото прашање, а сега имаат друго прашање. И ова не е фер, ова е штетно за Европската Унија, ова го велам јавно со години. Видов неколку македонски студенти кои што работат во кафетеријата, знаете што ми кажа? Ве молиме, направете се да ја внесете нашата земја во Европската Унија. Сакаме да се вратиме дома и да работиме во земја на Европската Унија, но дома, не овде, во Словенија. Повелете, господине Клековски. Срамно. Срамно да
дозволите да странски политичари, во случајов пријателска Хрватска, а тоа се случува и од други пријателски земји, да ве бранат, а вие слепо да одите по патека која по моето разбирање не води никаде во моментот заради како се поставени работите. И морам да кажам уште една демагогија. Луѓето мислат дека кога ќе станеме членка на Европската унија, иначе јас сум 100% за Европската унија и за Запад, за да ако има некоја дилема веднаш каде ја пресечам. Меѓутоа не ќе да си продаваме магли и илузии. Една од маглите што ја продава Ковачевски во оваа срамна изјава наспроти Пленковиќ е дека кога ќе станеме членка на Европската унија, нашите одсвоења ќе се вратат во Македонија. Ја морам да кажам дека историјата не го покажува тоа, дека по станувањето членка на пример на Романија и на Бугарија, тек тога се засилува иселувањето од Бугарија и Романија, бидејќи граѓаните не се спремни 10-15 години некои од граѓаните не се спремни 10-15 години нови реформи за да се подобри ситуацијата во земјата. Да, ќе се враќаат наши граѓани, меѓутоа како што сега има некој процес на враќање на пример во Романија, на романци од Европската унија, ама тоа ќе се случи во една подоцна фаза кога тие граѓани ќе стекнат некаков капитал за да почнат бизнис во родната земја и кога родната земја веќе ќе заликува малку повеќе по владење на правото во европска држава. Значи, ние треба да бидеме спремни кога ќе станеме членка на Европска унија да има еден нов бран иселување од Македонија, бидејќи слободата на движење, слобода на работа на нашите граѓани ќе биде поголемо таа во моментот. Меѓутоа, ово што го кажувам не значи дека јас сум против Европската унија. Ние сме секако географски, политички, економски, во секоја смисла дел на Европа и на се надевам наскоро на Европската унија. Прашањето е по кој пат ќе стигнеме до тоа. Во придружба на Ковачевски во Блед беа и министерот за надворешни работи Бујар Османи и вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричик. На панел дискусија на кој зедоа учество Маричик и Османи дадоа и своји изјави. Господине Клековски, пред да ни го кажете вашиот став за нивните изјави, да слушнеме што точно изјавија тие. Прво би сакал да кажам дека говорот на претседателот на Европскиот совет Мишел го гледам како една сериозна пресвртница во политиката на Европската унија кон проширувањето, бидејќи за прв пат после претходното проширување имаме временска одредница која што официјално лице на Европската унија ја представува како можен термин за наредно проширување. Тоа е нешто што ние го зговориме многу долго време, тоа е нешто што ние јавно го кажуваме и тоа значи дека нашите очекувања и нашиот план е реален и остварлив. Станува збор за членство за следно проширување со нови членки во 2030 година. Тоа е многу важен сигнал од Европската унија кој што ние мора да го искористиме. Тоа значи дека сите напори што ги вложуваме сега оваа година, сите напори за кои што ни велат дека брзаме, всушност не брзаме и се оправдани и всушност само сакаме да го фатиме возот и да ја фатиме оваа можност која ништо ни се дава, која што денеска јавно беше соопштена во Блед. But a big yes to community rights, to minority rights, regardless of their size, since this is our hallmark. North Macedonia is known for its functional multi-ethnic democracy. So yes to constitutional changes, yes to introducing the widest package of privileges to all communities, including Bulgarian community, which based on the last census was around 3,500. So this was the principle on which we base, and though sometimes when we have different interpretations between us and Sofia, I say go and call Paris and Alexander Adam to explain.
Господине Клековски, како ќе ги прокоментирате изјавите на Османи и Марички? Изјавата на Маричич е оно што го кажав на почетокот, значи едно е господинот Мишел имаше пораки за сите страни, а нашата очајна власт изјавата е толкова како да е специјална за Македонија, дека ете ни се потврди терминот за 2300, кој јас верувам дека ние можеме да го постигнеме, ја не верувам дека Европската унија може да го постигне. Влада на ВМРО ДПМН може да го постигне рокот од 2300, ама ја не верувам дека Европската унија може да го постигне тој рок. Секако изјавата на Маричич е еден очен обид да се убеди македонската јавност дека еве уште ова и ќе биде. Меѓутоа, за жал, ние премногу пати беше уште ова и ќе биде и тука не завршуваше. И од тука, мислам, немам што повеќе да коментирам. Кај изјавата на господинот Бујар Османи, морам да кажам дека збори за најшироки можни права, вклучувајќи за етничките бугари. Срамно е некој во Македонија да збори дека етничките, јазичките или другите права не се остварени. Срамно е да Македонија, која по сите стандарди за заштита на национални малцинства, за заштита на регионални јазици, за заштита на било која заштита, има веројатно најширока група на права за своите граѓани, која многу, за Бугарија не ќе ни да коментирам, многу развиени демократи ги немаат и жално е да тврдиме дека еве сега и за бугарите ќе прошируваме некакви, па ние за најмалата група во Македонија за власти сме обезбедиле полн корпус на права како за другите заедницки и срамно е да се говори, дури имаме и во Македонија многу малку знам дека имаме и агенција за остvarување на правата на помалобројните заедници, на тие што не се спомнати во Уставот, каде што најактивни биле хрватите, црногорците и египтјаните. Јас случајно во претходната кариера работев на нивна стратегија. Бугарите никош не беа заинтересирани да имат права во Македонија. Бугарите беа заинтересирани да тврдат дека ние сме бугари. Они никош не биле заинтересирани да остварат права како што беа заинтересирани хрватите, власите или другите заедници во Македонија. И замената на тезите е ова како 2001 кога од борба за територија, зборам за конфликтот во Македонија, преку ног стана борба за човекови права. Ако тогаш и можеше да се тврди дека има некои ограничување на малцинските права во 2001, сега во 2023 да кажете да некој во Македонија му ускратено било какво право е стварно срамно. Морам да кажам дека иако се дигна галама околу овие провокаторските клубови во Битола и во Охрид, галамата се дигна затоа што избра имиња на луѓе поврзани со фашизмот. Не затоа што ние бевме против бугари, има најмалку 10 бугарски здруженја. Од Бугарскиот културен центар во Скопје, мислам дека има и во Стумица и во Штип, во Велес се види знаме на куќата каде што е нивното здружение. Тоа е таму 10-15, не знам колку години. Срамно е заради еден криминалец Пендиков, тој не е бугарин, тој е криминалец. Да се тврди дека бугарите немале права во Македонија, има и политичка партија која учествуваше на изборите, не освои 1000 гласа. Така да, со јасна бугарска платформа, така да од таа страна само би го искоментирал господинот Османи, а оно што би сакал да го додадам за двојцата министри, да иако поминуваат очигледно многу време заедно, кога лажат не им се согласени лагите. приказните.
Например, едно од главните неусогласувања дека господинот Бујар Османи тврдеше дека овој процес за уставните промени не мора да заврши до ноември, дека ова е мисија на владата и ќе трае до крајот на владата. Како да Европската унија не е мисија на ВМРО-ДПМН. Европската унија е мисија на ВМРО-ДПМН, ама не под ваков диктат. Маричич неодамна гостуваше на една национална телевизија, вика нема време, сега мора до ноември да бидат уставните измени. Ако господине Маричич уставните измени треба да бидат до ноември, зашто не ги почнавте пред една година? Некој се занимававте со законите за Бехтел Јенка, пошто поважно ви беше да украдете уште пари од колку на народот да му објасните што добива губи, и сега некои смешни трибини ќе држат каде што целокупната публика е партиското раководство. Ја викам, кој гјавол треба, ние сме Македонија трибини за партиското раководство, па валја овие партиците не се убедени во тоа. Трибини треба да излезат кај граѓаните, да не се плашат, да излезат кај граѓаните и да им објаснат зошто сметат дека ова е најдобро решение. А ние ќе објаснуваме зошто ова не е најдобро решение. Токму така. Господин Миклековски, ќе се навратам повторно на изјавата на францускиот претседател Макрон дека Европската унија треба најпрво да се реформира пред да се зафати со проширување, но и на изјавата за некаква Европа на повеќе нивоа. Дали од изјавата на Макрон можеме меѓу редови да прочитаме дека Европската унија е во план останатите земји од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, да ги стави во една така наречена втора лига, каде што ќе ги немаат полноправно истите права како останатите земји членки? На што упатуваат ваквите изјави на Макрон? Ги разбудили од сон и дали им ги избриша приказните на Ковачевски, Маричич и Османи дека со вметнувањето на Бугарија во уставот ќе сме постане членка на ЕУ? Има ли некој во оваа ненародна власт да размисли и да ги анализира ваквите изјави кои доаѓаат веќе подолго време? Ова го велам затоа што ние не гледаме дека постои некој кој тоа може да го види, особено не кај врвот на владата, а тоа го докажа Османи со последната негова изјава со која се обидува да ја изманипулира македонската јавност, правдајќи се дека изјавата на Макрон не била за некаква Европа со повеќе нивоа, туку проширување со различни брзини. Пред да ни одговорите на овие прашања што беа неколку комбинирани, предлагам да ги слушнеме дел од изјавите на Османи, кој само за неколку секунди проба да се дообјасни. Јас имав состанок и ги прашав буквално зошто две контрадикторни изјави на изглед меѓу двајца важни лидери на Европската унија. Одговорот беше дека Макрон не мислел на слоеви, туку на брзини, буквално брзини. Дека ако Македонија е спремна пред 2030, може и да стане членка пред 2030, дека нема анблок да влезат сите земји. Ако е така, јас верувам на француска министерка за Европа. Доколку не демантира, тоа е друго прашање. И они кажаа дека Макрон зборувал за брзини во смисла дека нема да влезат сите наеднаш. Туку во различни брзини во зависност кој кога ќе биде подготвен, а не Европа во слоеви, во смисла привилегирани и помалку привилегирани, бидејќи ние нема да прифатиме ништо помалку од полноправно членство во Европската унија. Значи, тука во изјавата има една лага и една вистина, и господинот Бујар Османи, морам да му признаме, подобар во лажењето од господинот Маричич, бидејќи се обидува да вгади во своите изјави една вистина и после да таа прошли со една голема лага. Значи, вистината е дека земјите ќе бидат примани спрема брзината со која се движат. Значи, ние веројатно сме најподготвени во регионот и доколку ја чекаме Босна и Херцеговина да ја стигне нашата подготвеност, можда никош нема да дочекаме, бидејќи Босна и Херцеговина за жал има конститутивни проблеми, недоразбирање на
членките на федерацијата, на конфедерацијата. И таа е вистината. Лагата е дека Макрон збори за тоа. Макрон, ама баш воопшто не се занимава со тоа. Макрон се занимава со како французите ја замислуваат Европската унија. Значи, на почетокот кажав, француската и не само француската, дел од бриселската и друга европска елита сонува за Соединените европски држави, како пандан на Соединените американски држави. Федерација која ќе има еден парламент, една влада, една војска, една надворешна политика и една монета евро. И таа е јадрото на така замислената идна заедница. Во втората група би останале членките кои не се спремни да се откажат од својот суверенитет и да немаат парламент, и да немаат влада, и да немаат собствена војска која не би била целосно под команда на Брисел. Во првата група верувам дека е Франција, Белгија, Италија, Германија, условно да кажам, сега таму се менуваат владите и не сите влади, ама естаблишментот од овие од 6 земји основачи на Европската унија е да Европската унија стане федерација како Америка. Има земји, најгласни се секако Полска и Унгарија, кои викаат не. Ние сакаме да го задржиме суверенитетот, сакаме за поголем број прашања да парламентот во Варшава, во Будимпешта одлучува. Полска, например, неќе и да го воведе еврото, бидејќи смета дека со собствена валута и со собствена макроекономска политика подобро ќе се развива Полска во моментот, иако е Полска најголем корисник на европски фондови позитивен. И оваа група самостојно би се изјаснила дека не ќе да биде во првата група. Значи, од сегашните членки, овие две групи не се формираат од новите членки, туку од сегашните членки. Западен Балкан верувам дека ќе влезе само доколку се воспостави принципот на мнозинско гласање, каде што ние не би имале право на вето и за мене е тоа прифатлива жртва, меѓутоа ние секако во првата фаза би биле спремни за, пошто веројатно ќе поминат 10 години членство, да бидеме подготвени за воведување на евро. Значи, ние 10 години после членството во Европската унија се уште би имале денар како национална валута, како што бугарите го имат се уште левот. Хрватите беа најбрзи, они најбрзо постигнаа влез и во Шенген и во еврото. И третата група, спрема моето разбирање на замислата на Макрон, би биле земите од бившиот Советски сојуз. Тоа е Украина, Молдавија и Грузија. Некој ќе каже дека ова трета група која би имала некој лабав економски однос со Европската унија, некој ќе каже дека ова е делно да не се провоцира Русија понатаму со влегување на Европската унија во територија на поранешниот Советски сојуз. Меѓутоа морам да кажеме многу прагматично. За разлика од Западен Балкан, кој многу лесно ќе се абсорбира во Европската унија, затоа што сме политички и економски поспремни, посебно Македонија, Украина е скоро невозможна приказна. За да не е широм приказната натаму, на слушачите и на гледачите ќе кажам дека доколку сега Украина стане членка на Европската унија, сите фондови на Европската унија ќе треба да одат во Украина и ќе има 0 фондови, не за Македонија, ќе има 0 фондови за Романија, за Полска, за Франција, за Италија. Јас не сум убеден дека сите нето корисници на европски фондови се спремни да се откажат од стотици милиарди кои би оделе во Украина, а они би само плаќале данок во Европската унија, а мислам дека тоа нема да помине. Затоа верувам дека тоа Макрон што го кажува е ова. Значи, Европска унија со две групи земји, едни што ќе направат федерација, другите кои
не сакат и третата група која ќе биде европската политичка група, да кажам, и они веќе ја промовираат таа, кај што би биле Грузија, во моментот Молдавија, Украина, меѓутоа би била добродојдена, не знам, Арменија, Белорусија, ако некој се одлучи, а може би и Русија, не знам, бидејќи се уште сметам дека францускиот естаблишмент смета на Русија како дел од Европа, а не како дел од Азија. Господине Клековски, како гледате на тоа што се почесто се употребува кованицата дека ние, се мисли на Македонија, повеќе не разговараме со Бугарија, туку со Европската Унија? Ваква порака употреби и бугарскиот премиер Денков, давајќи изјава за медиумите, во која изјава покрај другото го потврди ставот дека нема да го променат нивниот став во однос на Македонија. Дозволете да ја слушнеме изјавата на Денков. Категорично не и няма никаква причина да я променяме. Нека да припомня, че с реализирането на така нареченото френско предложение, в резултат на което беше премахнато и ветото, всъщност разговорът вече не е между България и Македония, разговорът е между Северна Македония и Европейския съюз. Това, което се очаква е те да си свършат поетите ангажименти, които са поели пред Европейския съюз. Няма никаква причина да променяме нашата позиция. Како гледате на ваквата изјава на Денков? Повторно една вистина и една голема лага. Значи, точно дека договор ние со Европската Унија, меѓутоа не е точно дека сите прашања ќе бидат разговарани само со Европската Унија. Големата лага е дека ништо не зависи од Бугарија, лагата е дека многу работи зависат од Бугарија, бидејќи таму има прашање како акцијски план за правата на етничките малцинства, како ние да не сме имале досега такви акцијски планови и што уште не. И второто е работата на Комисијата за историја, која треба да заврши својата работа до нашето полноправно членство. Сакам да кажам дека Бугарија е таа што одбиваше да се вклучат во Комисијата за историја меѓународни стручњаци. Затоа што Бугарија не сака да се договори за историјата. Бугарија сака да ни наметне со сила својата верзија на историјата. Македонската позиција беше релативно компромисна. За работи кај што не се согласуваме да ги дадеме двете страни своите видувања на работите. За Кирил и Методи некои тврдат дека се македонци, некои дека се бугари, некои тврдат дека се грци. И тешко, веројатно, дека било од која страна може да сите имат аргументи. Бугарија го одби тој предлог на македонските членови, затоа што они не искат вистински договор. Они сакаат да ја наметнат својата верзија на историјата и мислам дека тоа ќе биде многу мачно и тешко. Одговорно тврдам дека доколку не се промени политичката клима во Бугарија, ние нема да станеме членка на Европската Унија. И нема да станеме заради Европската Унија и заради Македонија. Заради Бугарија нема да станеме. Така да ова изјава на министрот е комплетна манипулација. Како гледате и на дел од аналитичарите кои се блиски до власта и го бранат она што не се брани, изјавувајќи дека нашиот македонски идентитет не е бил и не можел да биде загрозен со она што било во преговарачката рамка? Како гледате и на тоа што бранејќи ја оваа ненародна влада изјавува дека опозицијата пред се ВМРО-ДПМН секојдневно пласира лаги околу јазикот и историјата дека биле дел од преговарачката рамка, а всушност не било тоа така, бидејќи јазикот не бил дел од преговарачката рамка. Еден од таквите аналитичари е новинарот Зоран Ивановски. Пред да одговорите, дозволете да ги слушнеме изјавите на господин Ивановски, кој ги даде на една национална телевизија пред некој ден. Многу се манипулира, не од медиумите, туку од политичките субјекти кои медиумите онака бланко ги пласираат во јавноста, дека нашиот идентитет е загрозен. Каде се
флагрантните лаги во кампањата што опозицијата ја пласира катадневно, а медиумите онака бланко ја пренесуваат без никакви анализи на тие нивни изјави. Например, околу рамката. Рамката имаше две полувреме. Првото полувреме каде што историските прашања и јазикот беа во рамката. Тогаш во Брисел кажа не премиерот, ова ние не го прифаќаме, по 2 дена или ден колку беше се промени. Тој се извадија јазикот, веќе не е тема на разговор. Се пише бугарите едно послуче таму за архива да стои еден памфлет. Ние одговоривме исто така со еден глупав памфлет, неважно. И второ, околу тоа се потпишува куп наставници, професори, интелектуалци македонци дека нашиот јазик, ние сме признали во посулчето од Министерството за надвешни работи во тој памфлет дека сме признали дека нашиот јазик има дијалекти само во Северна Македонија, што не е точно. Блаже Коневски го има кодифицирано од 4 области во Македонија, Велеш, Неготино, Битола и Прилеп, и тие 4 како велат, од тие 4 региони е кодифициран македонскиот јазик во дијалектите. Другите дијалекти што се надвор од Македонија, во Пиринска, во Егиска, не се оспорени со тоа послуче, околу јазикот и околу историските прашања. Тие во второто полувреме, во вториот документ, во завршениот, не се дел од рамката. И тоа не се објасни на јавноста. Од таму е скептикот дека ние изгубивме идентитет, не бугаризира. Значи, Бети Јон, оно што сакам да го кажам за сите. Јас сум македонец кој говори македонски јазик. Моите предци издржале грчки монахофашистички терор, издржале балистички терор, издржале многу пострашни работи, останале македонци. Од таа гледна точка јас не сум испрошен дека некој може да ме направи не македонец. Јас знам што сум. И то, никој не може да ме разубеди или да го смени. Тоа ни со уцена, ни со диктат. Оно што јас и од ВМРО ДПМН го предупредуваме дека Бугарија не се грижи за човековите права на етничките бугари во Македонија. Јас познавам многу етнички бугари, наши домородни, дојдени од Србија, од Димитровград, околината, или дојдени од Бугарија, кои се прекрасни луѓе, учествуваат во изградбата на Македонија. Има доктор, има професори на универзитет. Ово што Бугарија сега го користи се криминалци кои имаат за намена само да вршат притисок врз Македонија. Тие се платеници, тие не се бугари. Од тука ние кажуваме дека Бугарија нема намера да се помири со македонци и македонски народ, затоа што ќе изгуби многу на својата страна и они оваа неравноправна позиција на преговорите со Европската унија цело време ќе го користат за притисок врз нас. Вршејќи притисок врз нашиот идентитет, сакат Европска унија, Гоце Делчев е бугарин. Вршејќи таков притисок, ние ќе се изнамачиме, ќе трошиме многу енергија за докажување на работи што се неспорни, наспроти да се занимаваме со економија, со инфраструктура, со владење на право, борба против корупцијата. Значи, ние нови 20 години ќе се трошиме со такви прашања кои ние ќе одземаат енергијата и Македонија ќе тоне. Ние затоа велиме сега треба јасно да кажеме не на уставни промени под бугарски диктат. Ако сега кажеме да, пораката до Софија ќе рече овие клекна, сега може понатамо да ги толчиме. И тука е за мене значи, како да кажам, границата. Еднаш кога им клекна, од каде бугарите се најдоа вака охрабрени да барат вакви работи. Се најдоа охрабрени кога видоа како што ние прифативме со Преспанскиот договор. И рекол, ако овие може да прифатат со Преспанскиот договор дека терминот Македонија, кога ќе кажат они македонци само од 7 век наваму,
зошто ние да не бараме кога ќе се каже македонци македонски јазик, тоа биде од 1944 година. Многу апологети како Зоран Иванов ќе кажат дека Бугарија всушност го признава македонскиот јазик и македонците. Да, ги признава од 1944. Значи дилемата не е дали сега има македонци, нели велат сега ќе се стават бугари во уставот, ќе добиеме признање дека сме ние македонци. По мене не ми треба признање дека сум македонец. Јас сум македонец и не немам такво признање. Бугарите сега прифаќа дека има македонци, ама тврдат дека 44-та со волшебно стапче Тито и Сталин валјда и нивниот предавник, како што они го сметат, Георги Димитров ги направиле одеднаш македонците. Дека тоа не е процес на историско создавање на нација, туку дека сме вештачка нација. По тука бугарскиот став е многу сличен на рускиот став односно на украинците, на непризнавање. Значи, ние, Зоран Иванов може колку сака да збори. Бугарија сака да ние признаеме дека до 44-та сме биле бугари и целото културно историско наследство до 1944-та биде нивно, а не наше. Наше ќе биде од 44-та намаму. И тука е и бугарите ово го имат напишано на интернет, може да го симнете, дури е преведено на македонски јазик. Нивната платформа е преведена на македонски јазик. Ама викат овој јазик до 44-та бил бугарски. И ние колку сакаме да значи ние мораме да бидеме искрени спрема овие работи. Без промена на политичката клима во Бугарија, ние ќе имаме атаци во нашиот идентитет и тогаш повторно ќе бидеме соочени со одлуки дали да продолжиме на патот, ајде уште еднашка да попуштиме, ајде уште Гоце нека биде бугарин, па ајде уште ово да попуштиме, затоа ВМРО-ДПМН не лаже, не манипулира. Вика, ние сега мора да кажеме не на уцената. Пошто еднашка кога ќе прифатите да попуштите под уцена, ќе прифатите и втор пат, и трет пат, и четврти пат, и нема крај. Зошто го кажам? Македонија има смисла да постои само ако има македонци и македонски народи, македонски јазик. Македонија не постои затоа што албанците, србите, бугарите, грците, па ако сакате и турците и власите стремеле кон држава Македонија. Македонија е резултат на историскиот стремеж на македонскиот народ. Без тој историски стремеж, без историјата на македонскиот народ, без историјата на македонскиот јазик, која е поентата да имаме посебна држава? И затоа ние мораме, ако сакаме независна, просперитетна држава, мора да се одбраниме од овие уцени. При тоа, ништо тоа што не го зборам не е против малата заедница на етнички бугари кои се конструктивни, кои се лојални на Македонија, кои работат во Македонија, живеат во Македонија и допринесуваат, и тие се срамат и немаат ништо со оној Пендиков и со слични криминалци кои се сега во служба на властите во Софија. Имајќи ги во предвид ставовите на СДСМ и на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија на тема уставни измени, но и фактот дека меѓународната заедница пред се САД притискаат тие да се случат, какви се вашите очекувања ако се земе во обзир перцепцијата дека таквите притисоци се ублажуваат? Ги уверивте ли дека уставните измени под диктат на Бугарија нема да се случат и какви се вашите предвидувања секако околу парламентарните избори? Важна ли е разликата дали тие ќе бидат предвремени или редовни? Значи, прво, сакам да појаснам дека меѓународната заедница не инсистира на промени како што се случија со Преспанскиот договор. Преспанскиот договор, како се направи уставните измени, ја девастира, ја уништија Македонија. Овој распад, ово трулење, ово гниење
што го гледаме во државата е резултат на насилството што се случи со уставните измени за Преспанскиот договор. Меѓународната заедница не е нечувствителна и глупа. Они се свесни дека повторно такво сценарио на апсење, на затварање на пратеници, на уценување, на киднапирање на членови на фамилија, што ова власт покажа и после Преспанскиот договор дека е способна да го направи за да обстане на вас со киднапирањето на Касио Деджепи, кога беше прашањето за доверба на владата ставена на дневен ред кога ќе паднеше оваа влада. Значи ова влада е криминална влада. И таа е способна да киднапира фамилии на пратеници, да ги уценува. Меѓународната заедница се оградува такви нешто. Они барат да ние постигнеме согласност. ВМРО-ДПМН вика да, ние ќе постигнеме согласност доколку се смени малку политичката клима во Бугарија. Во Бугарија мала надеж е коалицијата на Петков и на Борисов политичките партии. Меѓутоа дека е јасно сега дека во моментот главната антимакедонска риторика доаѓа од председателот Радев и неговиот кабинет, а тој ќе биде уште неколку, него само што го избра, ќе биде уште неколку години на власт. Без таму да се смени климата. Еден мал доказ за промена на климата е не да бараме реципроците да стават македонци во уставот, да дозволат да се регистрират сдруженијата на етничките македонци во Бугарија. Така. 16 пресуди, тоа ќе биде еден мал знак на добра волја дека они се спремни за разумен разговор каде што ќе дозволат еден минимум корпус на заштита на правата на македонците во Бугарија и морам да кажам дека еден мал чин на разум се случи во Грција минатото, да судот во Лерин не ја забрани, пошто и грците има исти практики да се формираат македонски здруженија, грчките судови да ги забрануваат. Судот во Лерин не го забрани здруженијето која ќе помага преку интернет да се изучува македонскиот јазик. Значи, избориме за едни мали чекори на доверба, за да ние тука бидеме сигурни дека нема да се поставуваат историски уцени и абсурди, каде што било која власт, било кој да биде на власт ќе каже ова е нонсенс, ние ќе застанеме тука. Изборите што ќе помогнат? Изборите ќе помогнат да ова власт која нема легитимитет, значи секој западен политичар која опозицијата има поголема поддршка од власта оди на избори, пошто ова власт нема веќе поддршка меѓу народот, ќе помогне да се прекине гниењето на Македонија. Значи македонските институции се распаѓаат заради неспособноста и корупцијата на оваа власт. Со тоа да го подобриме нашиот рейтинг меѓународно, да почнеме разговори како можеме да постигнеме подобри услови од тоа што е договорено. Так, господин Микаковски, имаме намера да поставиме уште многу прашања, ако е можно, велма ако е можно малку побрзо. Поранешниот министер за здравство и за образование, кој беше дел од високото раководство на ВМРО-ДПМН Никола Тодоров, пред некој ден на една национална телевизија даде неколку изјави поврзани со изјавата на Христијан Мицкоски дека под ниедна цена ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија нема да гласа за уставните измени. Меѓу другото, тој рече дека, ќе цитирам, само еден дел од неговата изјава. Повеќе од ВМРО-ДПМН е да не се изгласаат уставните измени во овој момент, сака само СДСМ, завршен цитат. Пред да го слушнеме вашите размислувања за Тодоров, сакам да слушнеме дел од неговата изјава која што ја даде пред некој ден. Ставот на ВМРО го следам, конзистентен е тој став подолго време, но од друга страна постои моментум еден, кој што е многу важен и кој што сметам дека не треба да се пропушти. Тој е моментумот што го имаме сега. И тој моментум ќе биде уште неколку месеци, има некои
Тоа се вика нека window of opportunity или можност, прозорец на можност, кој што не треба да го пропуштиме. Од една страна. Од друга страна, треба да најме решение кое што нема да задире во македонскиот идентитет, кое што нема да ги поремети резултатите на следните избори. И ово кажувам второ, но можеби е прво, затоа што мислам дека во овој момент и ВМРО и СДСМ повеќе го гледаат резултатот на следните парламентарни избори како предизвик, отколку ова прашање. Еве ќе ви кажам една работа која што сметам дека е така. Повеќе од ВМРО ДПМН да не се изгласаат овие уставни измени, во овој момент сака само СДСМ. Ви звучи интересно, можеби, но по мене тоа е така. Зашто? Затоа што ако не се изгласаат овие уставни измени од страна ВМРО, СДСМ пред меѓународната заедница ќе рече: видете, еве, им понудивме све. Им понудивме да влезат во влада, им понудивме Дуи да излезе од влада, им понудивме министерски места, им понудивме премиерско место, им понудивме избори и они не сакаат. Не сакаат зашто што се антиевропски, не знам, проруски, не знам, вакви или такви и така натаму. А ние сме тие кои што сме проевропски и ние сме тие кои што се прогресивните сили во оваа држава. Тоа е единствената позитивна позиција која што СДСМ може да ја изгради во светот за себе, имајќи предвид дека на секое друго поле сериозно потврдува. СДСМ сака да направи некаква проевропска коалиција и да ги издружи сите сили во политички сили во државата против ВМРО и левица одвоено. И тоа е некаква политичка стратегија која што треба да овозможи некаков позитивен исход или резултат за СДСМ. Сега, ВМРО, по мене, во овој момент треба да изигра многу мудро. И треба да игра на мудрост, а не на коцкарска среќа. И треба мудрост сега. Треба да излезе со план или со стратегија како да се искористи моментумот, како ова да биде под македонски услов, а не под бугарски диктат, и како да не се наруши или да не се загрози резултатот на следните избори во полза на ВМРО нормално. Има такви решенија. Јас ќе го задржам тоа за себе, односно ќе сакам тоа решение да го предложам во ВМРО. Ја имам 2 или 3 стратешки пристапи кои што мислам дека може да помогнат да сите овие услови бидат задоволени, а да не го пропуштиме моментумот. И тоа ВМРО да остане да опстои на својот став дека во овој парламентарен состав нема да се гласат уставните измени. И мислам дека има такви решенија. И тие решенија ќе ги предложам со цел да се постигне нешто, ако ќе се прифатат нормално, да се постигне нешто добро за државата, затоа што верувате мојот сон е ЕУ. Како ќе ги прокоментирате овие изјави? За кого одработува Тодоров со ваквите изјави, ако се земе предвид дека тој е оној кој списоците од ВМРО ДПМН им ги предаде на СДСМ? И зошто токму сега во овој момент излегува со вакви изјави и секако се јави ли Тодоров во партијата да ги соопшти неговите планови? Па не сум свесен дали се јавил и не знам дали има како да се јави, бидејќи подолго време нема комуникација меѓу господинот Тодоров и ВМРО ДПМН. Баш заради тие работи што ги спомнавте за неговата улога на претходните избори. Во овој исказ он е релативно конструктивен и за делови е точен. Значи СДСМ нема друга позиција освен да тврди дека ВМРО ДПМН е антизападна партија, да ги плаши етничките албанци со тоа и со тоа да го спречи ВМРО ДПМН во остварување стабилно мнозинство за формирање на влада. Затоа целта на ВМРО ДПМН е да освои што повеќе пратеници за да не биде оценуван во однос на ова прашање од ние на друга партија. Оно што господинот Тодоров пропуштува да го каже дека ВМРО ДПМН даде многу повеќе предлози од СДСМ дуи. Прво, на ВМРО ДПМН нема да има премиер и да има министри. И ние сме спремни да биеме етикетата антизападни, а не сме антизападни. Ние сме евроатлантски ориентирани, за да иструкаме ова работа, бидејќи на ВМРО ДПМН нема е важно да има министри и да биде премиер. На ВМРО ДПМН му е важно да добие подобри услови од тоа што се сегашните услови
и да добие гаранции дека нема да има понатамошни уцени од Бугарија, кој председателот Радев и некои други политичари цело време го демантира. Они најавува дека ќе има нови уцени. ВМРО ДПМН, еве да му кажам, еве на господинот Тодоров, може да ќе ме чуе, во моментот е спремно веднашка да гласа за уставните измени, ако ДУИ и СДСМ се согласат да преамбулата биде од хрватскиот устав. А тоа е да Македонија се дефинира како национална држава на македонскиот народ и сите други етнички заедници бидат наведени спрема нивната бројност спрема последниот попис во земјата. Со декларирање на Македонија, бидејќи сегашното уставно решение е некој хибрид преамбулата, би биле отстранети делумно ставувањата кај ВМРО ДПМН граѓаните на Македонија. Тој предлог ДУИ СДСМ не ни го ни коментира. Зошто? Зашто албанците би требале да се откажат од дел од постигнувањата што ги имат направено во дефинирање на преамбулата и повторно тоа докажува дека е најлесно да правиш компромиси по тук грб. По грбот на етничките македонци, по грбот на македонскиот народ. Овој предлог беше даден пред месеци, значи ние можеме уставни промени пред месеци да изгласаме. Значи ВМРО ДПМН не вика дека после дадовме предлог за одложено важење на уставните измени, викна 100 експерти да ни објаснува дека тоа не е возможно. Со политичка волја се е возможно. Дадовме и трет предлог за корпус на национални прашања, вклучувајќи знаци на добра волја од Бугарија, политички прашања, поддршка од меѓународната заедница да биде влада без ДУИ, да се издржи на заканите со нестабилност, тероризам од страна на ДУИ, пошто ДУИ е еден од главните коруптивни фактори во државата и ние не гледаме како со една партија која е толку корумпирана би можеле да ги направиме промените што на Македонија се потребни. И трето, бараме еден пакет на економски мерки надвор од сегашните поддршка на Европската Унија, да македонските граѓани ги осетат подобрувањата веднаш. Да не биде празно ветување Европа, а Европа 2 километри пат не можеме да изградиме. Пред некој ден, ненародната влада ја започна кампањата Ние сме Европа. Првата трибина ја одржаа во Скопје. Целта, како што велат од владата, била да се презентирале можностите и придобивките од преговорите кои ги нуди членството во Европската Унија, како и тоа дека ќе ги промовирале европските вредности за кои се залагала владата. На првата трибина прв говореше премиерот Ковачевски. Господине Клековски, пред да ни го кажете вашиот став околу оваа владина кампања, предлагам да слушнеме дел од обраќањето на Ковачевски. После долго време, председателот на Европскиот совет во Блед и повторно на телевизија Словенија кажа дека има конкретна одредница за проширување на Европска унија, а тоа е 2030 година и тоа е истата година за која што ние велиме дека Северна Македонија ќе биде подготвена. Исто така од тука сакам да ги демантирам пропагандистите платени од трети држави кои не сакаат да ја видат оваа држава во Европската унија. Да ги демантирам структурите на поранесните служби на државна безбедност уште од времето на Југославија, кои исто така не сакаат да ја видат оваа држава во Европската унија. И оние чии што бизниси сметаат дека единствено можат да работат во изолирана држава. Председателот Макрон кажа да, Европа со повеќе брзини, но тоа значи дека оние кои се побрзи како нас во своите реформи, тие први ќе влезат во 2030 година во Европската унија. Господине Клековски, како ќе го прокоментирате ова од Ковачевски и од владината кампања? Прво, мене ми е смешно да држите трибина, каде што во публиката се исклучиво
функционери на СДСМ. Полесно ќе беше премиерот Ковачевски да направи пресконференција. Во неговите изјави не чувме ништо ново. Веќе ги коментирав повеќето негови ставови тука. Само би додал дека само измислува нови непријатели, сега не е само ВМРО ДПМН непријател, туку имало и некакви остатоци од служби, што оди во прилог на бугарските тези дека тука уште некакви србокомунистички служби оперираат и одлучуваат за Македонија. И третото дека приватниот сектор против Европска унија. Значи, морам да кажам дека у Македонија единствен приватен сектор кој е против ЕУ е овој закачен на како паразит во владата на ДУИ и СДСМ, кој цица пари. Целиот нормален приватен сектор е за Европска унија, бидејќи е извозно ориентиран и зависи од поголем пазар. Меѓутоа, постојано се измислуваат нови внатрешни непријатели, бидејќи ова е системот на владење што ова власт го знае. Како гледате на изјавата на Ковачевски дека не било спорно тоа што со државни пари се финансира кампањата Ние сме Европа, која повеќе наликува на предизборна кампања, бидејќи повеќе зборуваат за наводни услови на СДСМ отколку за придобивки од членството во Европската унија? Значи, партијата која беше најгласна во барање на забрана на финансирање на медиумите од страна на власта, и тоа е дел од Пржинскиот договор меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН од веќе десетина години може да помина од тогаш. Сега се главни пропагатори на враќање на владино финансирање на медиумски кампањи. Точно дека состојбата во медиумите е тешка, меѓутоа власта тоа не сака да го направи за да им помогне на медиумите, туку да ги направи послушни. Да ги со купување, со владини пари, да ги направи послушни, бидејќи во очајот во кој се наоѓаат, во нивната катастрофална неуспешност и корумпираност, сега ќе посегнуваат низ тоа да со владини пари ги купуваат медиумите. На трибината покрај Ковачевски говорија Маричич и Бектеши. Господин Миклековски, пред да ни кажете што мислите за нивните изјави, предлагам да ги слушнеме најпрво. Ако сега користиме 1 милиарда евра преку ИПА проектите за 15 години, кога ќе бидеме држава членка на Европската унија, ќе користиме од структурните и кохезивните фондови 1 милиарда годишно. Тоа е огромна разлика. За минатите 15 години ние имаме искористено околу 1 милиарда, а Хрватска откако е членка за 10 години има искористено 25 милиарди евра. Затоа е возможно денес да се во еврозоната, затоа е возможно денес да се во Шенген зоната, затоа е денес нашите млади луѓе одат да работат во Хрватска. Да ги задржиме нашите млади луѓе тука, да им ги отвориме овие можности дома, да го создадеме нашето економско чудо на Северна Македонија тука, преку Европската унија. Да живее Европска Северна Македонија. Тука има еден бизнисмен кој 30 години речиси го покрива 95% од пазарот во одреден сектор. Имаме друг бизнисмен кој над 90% го покрива пазарот во другиот сектор. Третиот во другиот сектор, четвртиот во другиот сектор, и каде е местото на младите? Треба да одат надвор од државата. А Европската унија има механизми. Има реформи кои секоја држава треба да ги исполни. А тие реформи се антимонополски политики кои сите треба да ги вградат. Треба да се направи скрининг на начинот како тие инвестиции се направиле, се прават и секако дека има идеи и како тие да ги развијат. Но Европската унија развој прави само преку конкурентност. Повелете. Грозно. Значи, министрот Бектеши треба да види последниот кој говори за бизнисите, бидејќи сите набавки за нафта
во државата ги добива Пучко Пето и нивни фантомски филми, а Пучко Пето сопственикот е пратеник на ДУИ. Сите маркетинг настани на оваа влада ги добива Арберија, која е фирма блиска до вице-премиерот Артан Груби. И сега Бектеши се наоѓа да кажува дека ќе ја демонополизира Македонија, па Македонија страда од бизнис монополите и корупцијата на ДУИ на СДС. И да, и ВМРО-ДПМН е да ги добиеме пристапните и членските фондови од Европската унија. Ние сакаме ОЕО, ама не под бугарски диктат. И тука е разликата меѓу ние сме сите за ЕУ, ама не на овој начин. Так. Трибината во Скопје без срам и перде ја започна со македонската химна, откако во изминативе 6-7 години уринираа на се што е македонски. Како вие гледате на овој чин, бидејќи во последниве 6-7 години на нивните митинзи многу ретко можеше да се слушне македонската химна, а кога ќе се случеше тоа, ги изфрлаа речениците во кои се споминуваа Гоце Делчев и другите? Видите, се приближуваат избори. Оливер Спасовски, кој се спрема да биде кандидат за председател на Републиката, веќе не користи Северна, користи само Македонија. Артан Груби, после инцидентите со неинтонирањето на химната и отсуството на македонски знамиња, ќе говори дека нема ништо против химната, знамето на Македонија. Во основа СДСМ како ќе се доближуваат изборите, се помалку ќе се сеќава на Северна, заради јасниот отпор што они го зголемија. Значи отпор си имаше, они го зголемија со своето безобразно однесување. Сега и луѓе што се двоумеа, што беа неутрални, сега се против тоа, а дуи како се доближуваат изборите, пред македонските гласачи ќе сака да се представува како маче, само да остане во власта. Ќе вика овие другиве, тие се националисти, шовинисти, ние све убаво, све ќе подржиме, само да останеме во власт, да продолжиме да крадеме. Господине Клековски, ќе се навратам повторно на кампањата Ние сме Европа. Акцентот ќе го ставам на еден дел од обраќањето на премиерот Ковачевски, каде што говори за просечната плата. Пред да го поставам прашањето, сакам да го слушнеме токму тој дел од обраќањето на Ковачевски. Дека политиките биле исправни и дека даваат резултати и дека има резултати, се гледа од растот на платите, од растот на минималната плата, од растот на пензиите, кои што денес се на највисоко историско ниво од било кога во независна Република Македонија и Северна Македонија. Денес имаме најголем број на вработени во државата, имаме најголемо ниво на странски директни инвестиции, имаме најголемо ниво на домашни инвестиции, имаме најголем број на ново отворени работни места во државата и најниска стапка на невработеност во историјата на државата. Ќе ви дадам и неколку споредби. Просечната плата во 2016 година, просечната нето плата беше 22.000 денари, за да денес истата таа е 37.000 денари скоро. Тоа се цели 230 евра повеќе за секој домашен буџет во државата. Како гледате на оваа негова весела математика во која просечната плата ја заснова врз основа на тие 75% покачување на платите на сите именувани и назначени лица? Значи, ова е една од најголемите манипулации лаги што ја прави СДСМ, дека они имат успешни економски политики. Прво, платите и пензиите ќе се зголемуваат секако, затоа што поминуваат години и мора да се усогласуваат. Меѓутоа има два фактори што премиерот не ќе да ги каже на што се должат изголемување на платите и намалување на невработеноста. Првиот и главен фактор е иселувањето. Значи, секако не се иселува работно неспособно население, се иселува работно способно население
и тоа е масовно во сите сектори. Ако порано се иселува само во мајсторските струки, условно да кажам, сега се иселуваат и банкари, од осигурање, од сите сектори. И тој процес е забрзан последните 2 години. Ние тоа го следиме преку отписите и списите од основните училишта во Македонија. Значи не е тоа заради паѓање на демографијата, туку затоа што децата се испишуваат бидејќи родителите ги повлекуваат во странство. Ваквото паѓање на невработеноста создаде притисок за квалитетните работници, притисок во смисла да собствениците на бизниси се спремни да платат многу повисока плата за добар работник, бидејќи тие веќе ги нема. Значи, сега платите во Македонија мора бар делно да бидат конкурентни на оно што можат нашите луѓе да го заработат во Црна Гора, во Хрватска или во Италија, на сезонски работи, условно да кажам, за да останат во Македонија. И ова секако не е резултат на успешните политики на СДСМ. И само да завршам, странските инвестиции со кои се фали премиерот се донесени од ВМРО-ДПМН, кога они организираа штрајкови против тие странски инвестиции. Хушка подбуцнува народот против дека ние сме носели експлоататори. Сега се тие едни од основните двигатели на индустријата во Македонија и премиерот на следниот говор нека каже колку од тие бизниси што се сега двигатели ги донесе владата на ВМРО-ДПМН, колку нови донесоа тие, вклучувајќи каде е фабриката за електронски возила за која ќе даде 130 милиони евра, која осем една дупка кај што фрлија 2 лопати нема ништо една или повеќе години после тоа. Кога сме кај веселата математика на Ковачевски, еве уште една и тоа делот каде што зборува за невработеноста, па да ја слушнеме таа негова брилијантна изјава. Она што исто така е многу важно е дека од 2016 година до денес вкупната бројка на невработеност, односно на невработени лица, е намалена за 52%. Стапката на невработеност во 2022 година има историски пат. Таа денес изнесува 14%, а 2016 година беше 24% стапка на невработеност. Имаме зголемена вработеност само во една година од 9,5%. И затоа кога ќе одите по автопатите во Македонија, ќе видите дека на многу места пред фабриките има билборди на кои што се бараат работници за работа. И ако ги прашате во стопанските комори, тогаш голем број од компаниите бараат веќе да се ослободи увоз на работна сила, бидејќи вработеноста во државата, платите веќе се на повисоко ниво од тоа што биле пред 6 години. Господине Клековски, како гледате на проценката на премиерот Ковачевски за историскиот пад на невработеноста? Има ли некој од неговите советници и соработници да му каже дека не го бива за математика или пак да му го променат диоптерот на научарите, па да види вистинската причина за невработеноста? Ако и тоа не помага, нека го однесат на аеродром во Петровец и нека го види секојдневното празнење на Македонија тоа што кажа во претходно. Ќе сакате ли да се обидете преку емисија во Македонски корени да им кажете вистинската причина не само на Ковачевски, туку и на цела влада за ваквиот пад на невработеноста и за немање доволно работници, како и за причината зашто компаниите бараат увезување на странска работна снага? Значи, ниту автопатиштата, ниту фабриките кои бараат работници не ги изгради владата на... не ги донесе владата на СДСМ, тие се тука од владата на ВМРО-ДПМН. Падот е заради селување, тоа веќе го кажав. Значи, ние имаме по 200-300 ученици само во Прилеп кои годишно се испишуваат во текот на годишната учебната година, тоа се деца што се испишуваат затоа што родителите заминуваат во странство. Значи, неколку автопати има фабрики покрај нив. Точно е дека веќе има увоз на странска работна снага од Турција, од Бангладеш. Оно што е голема и безобразна лага дека тоа е резултат на политиките на СДСМ. Тоа е резултат на катастрофата
што СДСМ предизвикува и што се повеќе успешни луѓе ја напуштат Македонија. Морам да кажам, двојца советници во општина Велес, еден од ВМРО ДПМН, еден од СДСМ, дадоа откази, оставки на функциите советници заради иселување од Македонија. Значи, Ковачевски, политиката што помага да се намали невработеноста на Македонија е катастрофата во која донесе Македонија и заради која луѓето бегаат од Македонија. Министерството за образование и наука ја притиска гимназијата од Велес се со цел да запишат ученици кои не ги исполнуваат законските критериуми за запишување, кои предвидуваат минимум 60 поени, а не едва и 40 како што бара Министерството за образование. Како гледате на ваквото барање за симнување на критериумот за бројот на поени? Од кога гимназијата во Велес постана лична собственост на Министерот за образование? Ова не е прв случај на мешање. Владата веќе длабоко навлегува во ингеренциите на локалната самоуправа во обидите да ја спречи да биде успешна, бидејќи најголем дел од локалните самоуправи се во опозицијски раце. И ова е еден од доказите дека ова власт не се залага за Европска Унија. Во последниот извештај на Европска Унија беше јасно ставено дека Македонија мора да го почитува мерит системот, односно системот на заслуги. Системот на заслуги во Македонија е дефиниран дека во гимназија може да се запишат ученици кои претходно постигнале таков и таков успех. Сето друго е антиевропско, значи не е антимакедонско, е антиевропско бидејќи е против мерит системот. И ова е уште еден доказ дека ова влада не сака Европска Унија. Ова влада сака само уште да владее. Така, уште еднош ќе замолам ако можете побрзо, би сакале да ги завршиме темите. Да. Пред неколку дена Министерството за надворешни работи реагираше на обвинувањата на ВМРО ДПМН за нерегуларности при изборот на компанијата за реконструкција на салата Борис Трајковски за потребите на конференцијата на ОПСЕ. МНР преку соопштение за јавноста ги отфрли ваквите обвинувања, нарекувајќи ги тенденциозни, во обид да убедат јавноста дека се било регуларно и дека ја одбрале компанијата со најниска понуда, ги објавија понудите од 4 понудувачи на јавната набавка за реконструкција и надградба на спортскиот центар. Не знам дали бевте во можност да го видите соопштението од Министерството за надворешни работи, тоа соопштение ни го испратија на нас како медија. Штом го добивме, веднаш ни падна во очи нешто кое веднаш ни го задржа вниманието. Компанијата која го добила тендерот е зазначена со име и презиме, со име на компанијата, тоа е Eurovia, а вредноста која што ја понудила е 93.746.070 денари. За нас зачудувачки е тоа што имињата на другите понудувачи не се објавени, туку наведени се како второ рангирана со 120 милиони и нешто, трето рангирана со 134 милиони и нешто и четврто рангирана со 374 милиони и нешто. Како вие гледате на ваквото оправдување од страна на Министерството за надворешни работи? Дали министерот за надворешни работи Бујар Османи мисли дека македонските граѓани пијат мастило, бидејќи ако навистина е така како што тој објаснува, зошто да ги наведе имињата на наводните 3 останати фирми кои наводно дале повисока цена, дека само ги нарече како второ рангирана, трето рангирана и четврто рангирана? Тоа е помалото зло, Јон. Поголемото зло таму е тоа што споменатата фирма е незаконски финансирана ДУИ. Незаконски затоа што донациите што ги дава таа фирма се надвор од висината што го дозволува законот. И со тоа веќе е сторено дело. Втората работа што Бујар Османи, на кого му е дадена мисија да брани нешто што не може да брани, тврди дека прв пат дознал дека наведената фирма е
спонзор на ДУИ, не може да не го знаете, најголемиот спонзор на вашата партија сте подпредседател на партијата. Мора да има тогаш нешто многу труо во ДУИ, ако подпредседател на партијата не го знае својот партиски најголем донатор. Самиот факт на глумење на лудило јасно кажува дека овде има јасен судир на интереси и корупција. Господине Клековски, ќе ве задржиме уште малку. Како гледате на она што се случи вчера со изборот на новите судии, кои се ќерки и синови на лица кои се или биле вработени во правосудството и обвинителството? Има ли судир на интереси при нивниот избор? Македонија е многу мала земја, сега веројатно сме под 1,5 милиони жители, ако пописот вика 1,7 милиони, 1,800. И неминовно е дека во одреден случај на одредени позиции ќе конкурират роднини, пријатели на истите. Оно што е важно да се декларираат тие судири на интереси и да се посвети посебно внимание дали се запазени постапките. Оно што е загрижувачки, што ние имавме јасен пример да член на судскиот совет, кој доаѓа од Врховниот суд, значи највисоката судска инстанца, инсистира да гласа за избор за судија за сопствениот син. Значи, нема ни обид да се намала ставувањата дека има тука непотизам и судир на интереси. Дури од како стана јасно дека законот е прецизен, членот на судскиот совет даде оставка за да неговиот син биде избран. Меѓутоа, за мене тоа е јасен пример на непотизам и на фаворизирање на член на семејството, бидејќи намерата за гласање за сопствениот син била јасна. Јасно дека лобирал кај другите членови на судскиот совет. Јас верувам дека и постигнал претходен договор да ако даде оставка, неговиот син биде избран. Так. Он е се уште член на Врховниот суд. Так. И сега дело што ќе ги суди неговиот син ќе стига на постапки во Врховниот суд. И после довербата во судството било минимално. Жал тоа е тоа. Так. Спикерот на Собранието Талат Џафери, покрај тоа што истече рокот од 10 дена од завршувањето на расправата за уставните измени, се уште не ја закажува пленарната седница за гласање на истите, давајќи им време на владата да продолжи со ловот по пратеници кои ќе ги убедат или присилат да гласат за уставните измени. Вчера во ВМРО ДПМН се одржа координација помеѓу лидерот на партијата Христијан Мицковски и пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, на која координација го потврдија цврстиот став дека нема да гласат за уставни измени под бугарски диктат. Како гледате на ваквиот однос на Џафери и на владата? Ќе успее ли власта во нивната намера и хајка? Се гледа ли зеленото светло за балкански методи од страна на оние кои не притискаат или како што тие милват да речат не убедуваат и охрабруваат да не сме го пропуштеле возот? Значи, ова е уште еден доказ на антиевропското однесување на власта. Значи, усти полни со Европа и Европска Унија, во реалноста не балканско, во Авганистан вакво однесување нема. Овие се однесуваат како да извршната, парламентарната и судската власт едното исто, кога да имаме еден ајатолах кој не води правилници, деловници, закони, устави, ништо не важи, ги разрушуваат институциите максимално и после тоа викат ние сме за Европска унија. Така. Господине Клековски, чест и задоволство причини вашето учество во Македонски корени. Ви благодариме што бевте дел од емисијава. Секако ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и секое добро до вас. Благодарам за поканата и мене ми беше драго што имавме можност да поразговараме и достапен за следни прилики. Поздрав до сите слушатели и гледачи. Поздрав до слушање и довидување за скоро овде на Македонски корени.